Ја слушате програмата Низ Светото Писмо. Драги слушатели, денес ќе продолжиме со читање и обработка на првата глава од посланието на Јаков. Во првите 3 глави од ова послание, Јаков пишува за главните начини на кои можеме да знаеме дали имаме вистинска вера. Еден од тестовите за верата се неволите и страдањето. Во претходната епизода размислувавме за тоа како Јаков вели дека христијаните треба да се радуваат кога минуваат низ страдања. Не поради самите страдања, туку поради тоа што Бог може да го направи во нас преку таквите околности. Всушност, Бог понекогаш дозволува непријатни ситуации во нашите животи со цел да ја испита и гради нашата вера. Во претходната епизода го читавме и обработувавме стих 3, но овој пат сакам да кажам уште нешто за тој дел од посланието, да го прочитаме повторно. Знаејќи дека проверката на вашата вера создава трпеливост. Христијаните треба да знаат дека проверката на нивната вера може да води кон нешто добро и позитивно. Дозволете ми да илустрирам колку е важна проверката, односно испитувањето на нашата вера. Пред многу години во една црковна заедница во која бев пастор, доаѓаше жена која работеше како секретарка во компанија која произведува авиони. Всушност, неколкумина од нејзините колеги беа посветени христијани. Еднаш ми се даде прилика да одам во компанијата и од прва рака да видам како се градат авиони. Процесот е навистина интересен. Се започнува со скиците. Инженерите прво прават нацрт од дизајнот, од кои делови треба да се користат, од тоа како би можело и требало авионот да изгледа. Ако се дојде до заклучок дека таквиот дизајн е возможен, потоа се преминува на правење на тие делови и склопување на истите за да се дојде до крајниот и посакуван дизајн. Но, откако ќе се заврши изградбата на авионот, следниот чекор не е пуштање на тој авион во употреба, туку следува период на тестирање, односно проверка. Авионот може да изгледа многу убаво во магазин, но ако не лета, каква е ползата од него? Затоа, авиокомпанијата имаше најмено пилоти кои ќе ги тестираат нивните авиони. Пред да почне тестот, сите се прашуваат дали ќе тргне авионот, ќе може ли да лета, ќе го издржи ли тестот. Кога пилотот го стартува авионот и полетува со него, негова задача е на некој начин да тестира како авионот би реагирал во различни можни ситуации. Откако авионот ќе се покаже како доверлив, потоа авиокомпаниите кои вршат транспорт можат да го купат и со него да транспортираат патници. На ист начин, верата треба да биде проверена. Ако не е проверена, како ќе знаеме за што е способна? Исто како и авионот, така и верата не треба фигуративно кажано да се чува во магазин, туку да биде оспособена за секојдневна употреба. Преку неволите, Бог ја тестира нашата вера, но и ако му дозволиме, тој ќе ја зајакне. Стих 4. Трпеливоста пак нека биде совршено дело, за да бидете совршени и целосни без никаков недостаток. Овој стих е објаснувањето за причината поради која се соочуваме со испитанија и проверки на верата. Бог сака во нас да произведе трпение за да можеме да растеме духовно. Предпоставувам дека сите ние сакаме да бидеме потрпеливи, но Бог не ни го дава трпението без при тоа да дозволи да се најдеме во ситуации кога нашата вера ќе биде испитана. Трпението во нас не расте кога се соочуваме со мирни животни околности, туку тогаш кога сме притиснати од некоја страна, кога се соочуваме со некоја непријатна ситуација, кога нештата не одат така како што сме очекувале. Во такви околности, ако бараме од Бог, тој ќе ни даде трпение. Патем, верувам, некои од вас забележаа
Како во овој стих Јаков вели дека христијаните треба да бидат совршени и целосни без никаков недостаток. Дали некогаш сте запознале совршен христијанин? Јас не сум запознал, а долги години сум во верата. Но поентата на Јаков во овој стих не е да каже дека христијаните треба да се совршени. Всушност, зборот совршен може да се преведе и како целосен или зрел. Целта е да се стремиме кон зрелост, а искушенијата и страдањата се неизбежен дел од тој процес на созревање. Навистина е жално што некои христијани цел живот се како духовни бебиња и никогаш не созреваат. Пред многу години, кога служев како пастор во една заедница, во црквата имаше една група на луѓе кои навистина се однесуваа незрело. На приземјето од црковната зграда, каде се одржуваа богослужбите, имавме и соба во која мајките можеа да ги однесат своите бебиња и на звучници да ја слушаат целата богослужба. За време на проповета една недела кажав дека во просторијата каде што се возрастните има многу повеќе бебиња отколку во соседната каде што се бебињата. Верувајте ми, на голем дел од луѓето тој коментар воопшто не им се допадна. Причината поради која некои возрастни луѓе остануваат духовни бебиња во верата не е затоа што не минуваат низ проверка на верата, туку затоа што не дозволуваат Бог да дејствува во нив кога верата им е ставена на испит. Во посланието до Римјаните, глава 5, стихови 3 и 4, апостолот Павле пишува: Но не само тоа, туку се гордееме и со маките, знаејќи дека од маката се раѓа трпението, од трпението пак искуство, а од искуството надеж. Гледате, маките имаат одредена цел. Преку нив можеме да растеме во трпението, искуството и надежта. И Јаков и Павле јасно ни кажуваат дека колку и да се непријатни таквите околности, сепак на верните можат да им послужат за нивниот духовен раст. Пред многу години бев пастор на една заедница во која за член имавме еден човек кој постојано сакаше да критикува се што се случува во црквата. Јас како свештено лице никогаш не сум имал некој црковен човек кој ме критикувал толку многу како него. Но по некоја година забележав дека човекот почна да присуствува не само на неделните богослужби, туку и на библиските проучувања во текот на неделата. Не само тоа, туку со себе носеше и тефтер и пенкало за да запишува што се поучува. По некое време дознав дека тој минува низ сериозни проблеми. Во следните неколку месеци, па дури и години, видов дека човекот имаше забележителен раст во верата. Со тек на време, истиот тој човек, кој претходно беше најголемиот критичар, стана еден од најзрелите верници во заедницата. Стих 5. Ако некому од вас му недостига мудрост, нека ја побара од Бога, кој на сите им дава изобилно и без приговарање и ќе му се даде. Знаете, кога се соочуваме со некакви искушенија или некакво страдање, на сите нам ни е потребна мудрост за да знаеме како да постапиме во тие ситуации. Како да го решиме проблемот во кој се наоѓаме. Како да се поставиме кон другите. Што да одлучиме. Каде и како да бараме излез. Одговорот на Јаков е: барајте мудрост од Бог и тој ќе ви даде, односно ќе ви покаже што треба да направите. Во суштина, мудрост е способноста еден човек да постапи правилно и побожно во дадена ситуација. Мудроста не е исто што и знаењето. Например, некој човек може да има докторат од одредена област, но ако тој човек се соочува со некакви проблеми во животот и не знае како да се носи со тие ситуации, тој човек не е мудар. Од друга страна, некој друг може да нема високо образование, па дури ниту основно образование, а сепак да е мудар и да знае како да постапи кога се соочува со некакви испитувања и искушенија. Јаков вели дека ако ни треба мудрост, можеме слободно да ја бараме од Бог
и тој ќе ни ја даде. Но, за да ја добиеме, има еден предуслов. Стих 6. Но, да моли со вера и никако да не се сомнева, зашто оној кој се сомнева, прилега на морски бран кого ветрот го издига и растура. Кој е предусловот за оној кој бара мудрост да ја добие? Одговорот е да моли, односно да бара со вера. Би било малку чудно кога би барале од Бог нешто, а при тоа да не веруваме дека тој ќе ни го даде. А сепак, мислам дека голем број христијани токму на таков начин му пристапуваат на Бог. Бараат нешто од него во молитва, ама се сомневаат дали Бог на вистина може да им го даде. Патем, знам дека некои луѓе го злоупотребуваат овој стих и велат дека се додека имаме вера, ние можеме да бараме што сакаме од Бог и тој ќе ни го даде. Но, тоа не е вистина. Ова ветување дека Бог ќе ни го даде тоа што го бараме со вера, се однесува на нештата кои се согласно неговата волја. Така што денес би сакал да те охрабрам да му веруваш на Бог за нештата кои ти се потребни и ги бараш од него. Зошто се грижиш? Зошто се јадосуваш? Дојди кај Бог во молитва, кажи му кои се твоите потреби и биди сигурен дека Создателот на Вселената ги слуша твоите молитви и се грижи за тебе. Потребна ли ти е мудрост? Бараја од него. Дали ти треба сила да се спротивставиш на искушенијата? Бараја од него. Дали ти е потребна љубов за да простиш? Барај од него. Некогаш животот на оваа земја е навистина тежок, но во такви моменти е исклучително важно да се сетиме дека можеме и треба да се свртиме кон нашиот небесен татко. Јаков вели дека оние кои се сомневаат се како морски бранови кои ветрот ги носи на различни страни и ги растура. Со други зборови, таквите луѓе немаат една јасна насока, туку се непостојани. Еднаш бараат од Бог, а во следниот момент се сомневаат дека Бог ќе им го даде тоа што го бараат. Такви се и луѓето кои во еден период од животот му веруваат на Бог, а кога ќе се соочат со некакви неволји и проблеми, тие веднаш се обесхрабруваат и нивната вера во Бог е значително ослабена. Стихови 7 и 8. Таков човек нека не мисли дека ќе добие нешто од Господ. Човек што се двоуми во сите своји патишта е непостојан. Во Светото писмо имаме ветувања дека оние кои со вера бараат од Господ ќе го добијат тоа што го бараат. Но во стиховите кои ги прочитавме, Бог преку Јаков ветува дека оние кои не му веруваат, а бараат нешто од него, нема да добијат. Ова е условно кажано негативниот аспект од ветувањето. Но, добро и корисно е за нас да знаеме дека предусловот за добивањето на Божите благослови е верата во него. Добро и корисно за нас е да знаеме дека нема ништо да добиеме од Бог доколку се сомневаме во него. Без разлика колку се елоквентни нашите молитви и колку сме упорни во молењето, ако немаме вера, ништо нема да добиеме. Стих 9. Братот кој е на пониска положба, нека се фали со возвишеноста своја. Како тогаш, така и денес во црквата има луѓе кои се сиромашни. Јаков таквите ги нарекува браќа кои се на пониска положба. На таквите тој им вели: немојте да мислите дека вие не сте ништо повеќе од сиромашни луѓе кои имаат празни џебови. Не, вие имате духовно богатство, нешто кое никој не може да ви го одземе. Тоа е богатството кое крадец не може да го украде и молците не можат да го изедат. Затоа, наместо да се жалите за тоа што немате доволно пари, фалете се поради фактот што во Христос имате се. Во прво послание до Коринтјаните, глава 3, стихови 21 до 23, апостолот Павле пишува: И така, никој нека не се фали со луѓе, бидејќи се е ваше, било Павле или Аполос или Кифа, било светот или животот, или смртта, било сегашното или идното, се е ваше, вие пак сте Христови, а Христос Божии.
Дури и најсиромашниот христијанин на овој свет е побогат од најбогатиот безбожник, а тоа е така, бидејќи христијанинот го има Христос. Стих 10. А богатиот со својата понизност, бидејќи тоа е минливо како цвет од трева. Интересна перспектива на нештата, зарем не? Јаков вели дека сиромашните треба да се фалат со својата возвишеност, односно со тоа дека се Христови, а богатите треба да се фалат со својата понизност. Тоа значи дека богатите треба да се свесни дека колку и да се богати, моќни и влијателни, во Божјите очи тоа богатство нема никаква вредност кога станува збор за нивното спасение. Вистина е дека богатството може и треба да се ползува за Божја слава, но богатите треба да знаат дека нивното богатство е минливо. Денес може би го имаат, но утре не се знае дали се уште ќе биде нивно. Затоа, наместо како богатите луѓе од светот да се фалат со тоа што го поседуваат, богатите христијани треба да се фалат со својата понизност. Наместо да ја гледаат својата вредност во тоа што го поседуваат, тие треба да ја гледаат својата вредност во фактот што Христос ги поседува. Стих 11. Зашто, како што сонцето изгрева и со својата жега ја исушува тревата, и цветот неизин отпаѓа и убавината на неизиниот изглед исчезнува, така ќе овене и богатиот во својот пат. И во Стариот Завет богатството и човековата слава се споредени со трева и цвет. Јаков ја користи таа метафора и во своето послание, а со оглед на тоа што примателите на ова послание биле евреи, верувам дека оваа споредба им била доста позната. Ова што Јаков го вели не значи дека сите богати луѓе ќе се соочат со сигурна пропаст. Неговите зборови се однесуваат на оние кои се надеваат на своето богатство. Од друга страна, сосема е возможно еден христијанин да биде богат, но да не се надева на своето богатство, туку на Господ Исус. Затоа, Јаков ги советува богатите да внимаваат како гледаат на парите, да бидат свесни дека тоа што денес го имаат, утре може да им се одземе. Тука ќе го завршиме денешното проучување. До следниот пат, Бог нека ве благослови. Слушнавте епизода од програмата Низ Светото Писмо. Можете да не слушате и преку мобилна апликација на нашиот YouTube канал и на подкаст платформите како што се Apple и Spotify. Ако ви се допаѓаат нашите епизоди, споделете ги и препорачајте ги на вашите пријатели. Бидете слободни да ни оставите свој коментар или да ни пишете на нашата имейл адреса nizsvetotopисmo@gmail.com. Следете ги нашите страни Низ Светото Писмо на Facebook и Instagram. Епизодите од оваа серија можете да ги најдете и на нашата веб страна ttb.twr.org.